Ах, дадо и мине, да знаеш само колку ми недостасува овие јадења. Добре дојде, ага. И Озлем, ти реков, нели? Нема да молам никого да си дојде, но сите ќе се вратат ваму повторно. Така ти реков, нели? Седи, Кендал. Мамо, колку дена ве немаше. Знаеш ли зашто се борам овде, а? Еми не замина, ти отиде. За Мелек нема да кажам ништо. За неја имам посебни зборови. Кендал, реков да седнеш. Требаше прво да прашаш за син ти, Кендал. Што му се случило на Мехди? Не е горе, спие. Поради ова не ти давам да јадеш. Не дај Боже да ми паднеш, браце. Јазикот ти пораснал од како замина. Кендал, реков седни. Озлем, стави ми да јадам. Добре дојде, Баран. Добра вечер, на здравје на сите. Баран. Како е, Ебру? Добро е? Сине, седни на маса. Не ми се јаде, бабо. На здравје нека ви. Сине? Каде беше Баран? Дојдов, мамо. Ајде, седни на масата, јади нешто. Не, нека ви е на здравје. Јас вечерав. Јас се најадов, нека ви е на здравје. Господјо Елиф, Господјо Ебру, како е Рузгар? добро е, но... Добро, може да ми го дадете на телефон? Рузгар, душо, мајка ти те бара. Не сака да зборува. Вклучете го микрофонот. Ало? Рузгар? Сине? Ало? Излезе од собата, господјо Ебру, лошо е. Сепак ви благодарам. Нема зашто. На здравје нека ви е. Сердар, што му е на татко ми? Ајде, и овој отиде. Кендал! Мамо, што се случува, ќе ме засркнеше. Каде е Сибел? Подобро да не знаеш. Од сега веќе ја нема Сибел. Како тоа ја нема? Што се случува, Кендал? Раскажи ми убаво што се случило. Сибел не би го оставила своето дете и да замине така. Си рекол ли нешто на девојката? Си направили нешто? Јас сум направил така, мамо. Сигурна си дека сум јас. Секако што и да се случи, Кендал е виновен. Не ја менувај темата, туку раскажи ми како што треба. Ќе ти кажам, мамо.
Онаа жена што ја сметаше за светица, не измами сите и избега со гадот Касим. Внимавај како зборуваш, тоа не е можно. Можно е и тоа како? И мене ме наместија. Тие биле во врска од порано. Кога видоа дека не можат да останат овде, ми го зедоа Мегди и замина. Ќе беше добро само да избега, немаше да ме здоболи. Ама таа жена го остави син ми. Внук ти го остави и замина. Мамо, замина. Отиде. Доста! Молчи. Ќе видиме. Ако дознаам дека се работи за нешто друго, нема да поминеш неказнето, Кендал. Ти понатаму немај доверба во син ти. Мене сметеме за виновен. Зарем не кажа сама пред малку што се случи? А? Ете, види што му се случува на син ти. Дадо Емина? Што е сега толку доцна каде? Одам да ја видам Ебру. Внимавај, Насим, ако не ти е тешко. Ке внимавам, не грижи се. Да не се викам Озлем, ако не дознам што стои зад вратава. Ајде бе, пукна. Не може вака. Не може, не може. Што криеш ти зад затворена врата? Што ти е, синко? Се плашам, татко. Од што? Од она што не го знам. Човек секогаш се плаши од она што не го знае. Овој пат е поинако, татко. Мислам дека се плашам од она што не можам да го прифатам. Што одредил возвишениот? Се што ќе одреди е убаво. Биди оптимист. Направи го она што е до тебе, а останатото препушти му го нему. Ало? Повелете, повелете. Кого каниш ти? Рустем. Зошто? Доаѓа да ја побарат Мелек. Јави им се веднаш, нека се вратат од каде што тргнале. Не, мамо. Баран? Знам, Луци ми, но јас сум ти тетка. Нема ли да ме погледнеш во лице? Јас не ја давам ќерка ми, запамти го тоа. Мамо, што ќе прави со неа ако не ја дадеш? Реджеп замина, дојде Сабри, што ќе биде сега? Нема да ни кажат ништо во лице, но зарем не ти реков дека ќе зборуваат за нас? Можеш да го поднесеш тоа? Што се поднесовме, Кендал, ќе го поднесем и ова. Не, мамо, јас се одлучив. Вака ќе биде точка. Нема да биде. Јави им се веднаш и нека не доаѓаат. Ќе дојдат, мамо, ќе дојдат. Што се случува, мама? Облечи нешто пристојно. Доаѓа да те побарат.
Ебру. Емин, Што ти е, Баран? Сине, што ти е? Тетка ми. Не можам да ја простам. Ако зборувам, ќе кажем работи кои не ги сакам. Затоа подобро да си молчам. И Ајше исто. Ајше? Отидов да разговарам, но подобро ќе беше да не отидев. Уште вчера. Нема врска, мамо, се изморив. Добра вечер. Што е? Тука ли е господја Ебру? Не. Добро, а знаете ли каде е? Зошто ти е Ебру? Мора да ни даде изјава за пожарот и за несреќата. Во нивната стара куќа се. Со среќа. Нарин, имате ли да ми кажете нешто пред да разговарам со Ебру? Не е Нарин, туку господја Нарин. Тоа е прво. Второ, нема таа што да ти каже. јас не ја давам черка ми, Кендал. Преку мене ли ќе прегазиш? Мамо, ме прашавте мене кога му ја дадовте Нари на Огус? Добивте моја согласност? Јас не ја давам черка ми. Нека дојдат по неа, да видиме како ќе ја земат. Мамо, немој. Повеќе да не чујам збор, Кендал. Не ја давам черка ми и точка. Ебру, зошто не му кажеш на Баран, што чекаш? Јас не им простив и нема да им простам. Се вратив поради Асим. Мојот Асим се разболе. Од љубов спрема својот син. Не знам како можеш ти да истршиш. Тешко и да се изговори, ама тие го украле. Ти не си виновна. Која е причината за да не кажеш? Ајде, Тргни ја раката, Баран. И ти си била во автомобилот, така Нарин? Што се случува, Нарин? Што сакаш да кажеш? Оди си, нема да гарантирам за ништо. Што зборува овој? Мамо! Мамо, ова ќе се случи и точка. Не можеш да згазиш на мојот збор. Сега не може. Не можам сега. Зошто, Ебру? Како да не кажеш вакво нешто? Емине, те молам. Не кажувај ни ти. Те молам. Има време и за тоа. Не можам сега на Баран да му кажам. Ебру, Ни случајно. Вети ми во ред. Вети ми. Кендалага! Има ли некој? О, Рустем ага, добре дојдовте. Убаво што дојдовте, добре дојде. Рустем ага, знаеш ке добре дојде? Синко добре дојде, повелете. Извинете, Кендал доцна се јави. Да знаевме порано, немаше да ве мачиме да доаѓате овде. Ние немаме ќерка за вас. Ако сакате да се напиете кафе, повелете. Ама ако имате некоја друга намера, ви посакувам добра ноќ. Господјо Кадрие,
Бидете благодарни што вашата керка ќе ја побара угледно семејство како што е нашето. Веднаш да ти кажам, Ѓулизар, дека јас не се сомневам во ќерка ми. Значи точно е она што се зборува. Ѓулизар, Имаат керка за која се зборува се и се што. И уште се умислени. За ова ли ме довлечка овде? Вратата е зад вас. Јас не ве поканив. Мамо! Одиме, синко. ова не е во ред, Кендал ага. Не е во ред. Господјо Евро, јас сум Огус. Мамо? Се затворивте овде, а не знаете што се случи. Рустемови дојдоа да побараат мелек. Мајка Кадрија ги избрка. Оздем излези надвор. Што сакаш Огус да каже? Каква врска имаш ти со тоа? Но јас знам што го мачи него. Ти го одби, па сега те вознемирува. Ама има да го изненадам јас. Ќе види убаво. Ајше, ќерко, донеси ми вода. Ке ти донесам. Не можеше да ја кажеш така. Не. Не можев. Зошто? Зарем би сакала за татко гад како мене? Како сте, господјо Евро? Подобро сум, благодарам. Извинете што ви пречам малку доцна, ама многу е важно што ќе кажете. Сте ја зеле колата на господин Кенан за да разговарате со девојките и со Баран. Потоа возилото го најдовме во провалија. После тоа ве најдовме во една барака. Да, точно дека ја земав колата на господин Кенан. Потоа? Потоа тргнав кон конакот да разговарам со девојките. Не се сеќавам најдобро. Видете, господјо Евро, потребни ми се вашите одговори за да можам да го затворам овој случај. Да бидам искрена, не се сеќавам. Кога ја видов провалијата, веќе беше многу доцна. Бев замислена. Добро, како излеговте од возилото? Веројатно преку прозорецот. Кога отворив очи, се најдов во некоја шумичка. Баран ве спаси од запалената барака. Да, тргнав да побарам помош. Видов една барака, влегов натре. Ама ми беше многу лошо, тешко одев. Потоа најдов некаква ламба и изби пожар. И тоа е се што се сеќавам. Навистина не можам да помогнам. Добро, а марамата, господјо Евро? Марамата на Нарин, најдена е во автомобилот. Не знам. Веројатно останала од претходно. Што направи, мамо? Што сум направила? Ме посрамоти! За тебе тоа не е проблем. Ти си навикнат. Мамо, што направи? Мамо, што направи? Доста се повторуваш. Ја спасив ќерка ми. Тие веќе нема да можат да влезат во оваа куќа. Ах, Мелек, Ќе ја дадам Мелек вака или онака. Јас своето го кажав. И точка.
Здраво. Може ли да седнам? Се разбира, повелете, господин Кенан. Даде ли изјава господја Ебро? Даде. Очигледно е дека не сте убеден. Да, не сум. Господја Ибро рече дека самата е виновна за несреќата. Дека самата отишла до бараката. Добро, а поради што се сумневате? Рече дека едва влегла во бараката и дека така ја турнала ламбата. Кој ја запали ламбата е прашањето. А и што е уште поважно. Нарија рече дека таа ја дала марамата. Ја прашав и господја Ебро. Рече дека може би останала од претходно. Што мислите, зошто лаже? Не знам. Мислам дека се плаши од нешто. Не сакам. Не. Не сакам. Ада, не сакам. Не сакам. Ада, разбуди се, сонуваш лош сон. Не. Не. Добро, помина. Сонуваше лош сон, тука сум. Не е тоа лош сон. Маја, што направив јас она ноќ? Станав убиец. Ќе одам во затвор. Нема да одиш во затвор, во ред. Се ќе биде како што треба. Ветува, мај да полежи уште малку. Баран? Сине, каде одиш? Имам работа. Каде одиш? Имам работа. Сине, каква работа имаш? Види, не сакам да одиш и да се караш со Огус, ме разбра? Мамо, јас не можам да трпам. Не може никој да не ми даде одговор. Зошто ти постојано поставаш прашање за несреќата Небро, а? Каква врска имаш ти? Ете, не можеш ни да одговориш. Одам да го прашам што сака да каже. Сине, каква врска би можела јас да имам со таа несреќа? Види, Огус го прашува тоа затоа што должноста му налага така. Ало, Баран, јас сум, Емре. Што се случило? Не можам да ги добијам девојките, мислев да проверам во кафулето, се загрижив. Може би се таму. Дојди и ти ако сакаш. Добро, доаѓам. Добро. Кој ти се јави? Баран! Како е, Ада? Се будеше од кошмари цела вечер. А зошто? Одговори ми, мама. Те прашав нешто. Зошто Ада се буди цела ноќ? Маја, немој. Не можеш да ми кажеш, така? Добро. Јас ќе ти кажам. Поради тебе.
Што се случило овде? Не беше вака кога излеговме ние. Ни вратата не е оштетена. Значи не е упаднал некој. Што се случило тогаш? Не ми е јасно. Кој беше тука последен? Девојките, Маја и Ада. Ти сега помислуваш дека е зрела девојка. Дека не си рекла да оди и да удира човек со чекан. Дека не можеме да разликуваме правилно од погрешно. Дека сме деца. Може би сме останале таму каде што си престанала да не воспитуваш. Поради тоа мораш да ми одговориш, мама. Мораш да ми дадеш одговор. Зошто Ада се буди во страв додека спие? Повторно молчиш. Мамо, повторно молчиш. Ти или молчиш или бегаш. Тогаш ще одговорам и јас на ова прашање. Поради твојата безсмислена упорност да останеме овде. Така ли е? Мамо, така ли е? Што ќе беше ако заминавме? Што? Но што ќе правиме ние во тој Истанбул? Мамо, зарем немаше храброст колку и луѓето кои доаѓаат од твоето село? Толку беше убаво во Истанбул со имотот на тато, нели? Зарем не можеше да работиш нешто? Да изнајмевме некаква соба? Мамо, колку пати зборувавме за тоа, колку? А да и јас ке заработевме за джеперлак со часови по англиски. Знаеш дека би можеле? Кажи ми, мамо. Зошто Ада сега се штрека додека спие? Зошто има ноќни мори и страв дека ќе оди во затвор? Поради тоа што со чекан уби некој манијак? Поради тоа што го закопавме со своји раце? Или поради твојот кукавичлук? Доста! 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 Да, и јас мислам дека е доста. Мама, доста е! Одамна требаше да го кажеш тоа, мама. Задоцни. Керко, има некои нешта кои не ги знаете. Голема тајна ли е? Ке ми кажеш ли ако прашам? Му раскажа ли на Баран? Мама, немој случајно да кажеш дека не. Самата рече дека имаш нешто што сакаш да ни кажеш. Да ни навалуваме. Но не ни кажа зашто не се собравме сите. Мамо, мислам дека немаш подобра прилика од ова. Те слушам. Што е тоа толку важно што би вредело Ада да оди во затвор? Јас. Дознав нешто кога бев во Истанбул. Вашиот брат, за кој мислев дека е мртов. Не е мртов. Со своји раце го откопав гробот. Со своји раце го ископав гробот на син ми поради кого плачев, зашто не ми било судено да го погалам. Татко ви го одзем. Денис од мене, од нас, ни го зел на сите нас. Денис е жив? Да.
Каде е тогаш? Пред нашиот нос. Само една педа далеку од нас. Што сакаш да кажеш, мама? Баран. Баран. Баран ви е роден брат. Баран е мој син. Мамо? Баран е твој син? Да, Керко. Баран е мојот син. Не измамиле. Ми го украле синот од мене и го дале на Нарин. Со години го криеле тоа од нас. Затоа ме држаше нешто овде. Затоа не можев да заминам. Едноставно не можев да си одам. Да се јавим ми призна пред да умре. Но јас не ја поверував и кажав дека тоа не е можно. Ама имав некаква надеж. Си велев што ако син ми е жив, што ако навистина е жив. И заедно со Баран тргнав да ја барам вистината. Не можам ни да ти опишам што чувствував. Навистина ли е син ми жив? Навистина ли живее некаде? Од една страна се молев да се оствари чудото, а од друга страна многу се плашев. Сакав да се уверам дали е син ми жив или не. Но сватив дека е вистина кога го видов гробот празен. Каде ако не е тука? Со синот, за кој мислев дека е мртов, го откопував гробот. Крв ли е ова? Не. И да е крв, постои некое објаснување. Што би можело да биде? Мамо, сигурна ли си? Господја Кадрија ми призна. Таткото на Мурат ми го земал Денис од раце и го дал на Нарин во раце. Мурат, Нарин, Кендал, господја Кадрија, сите се вмешани. Не можам да верувам. Не верувам. Како е можно тоа, мамо? Мамо, како можеле да кријат таква нешто од нас? Како можеле да молчат, мамо? Баран? Знае ли Баран? Не зна. Не е можно тато да направил таква нешто. Не е можно. Би сакала да можам да ти кажам нешто што сакаш да го слушнеш. Ама вистината за жал е таа. Жал ми е. Мамо, се извинувам. Се што ти направив, се што јас направив, се извинувам, не знаев.
Баране, мамо, што да му кажам? Не можам да зборувам, не можам. Ало, каде сте вие? Кафулето е расфрлано на подот, има крв, каде сте вие? Маја, одговори ми, тука ли си? Јас сум, Баран. Ебро? Помислив дека е Маја, се загрижив кога го видов кафулето. Добро се, кај мене се. А каде сте? Во ателјето. Добро, доаѓам. Баран, Одам да ги видам. Да одиме заедно. Не, ти остани овде и не допири ништо. Добро тогаш, но јави ми се како се. Во ред, да не се грижам. Добро, добро, се гледам. Има ли вести од Ебру? Мамо, зошто молчеше? Зошто не кажа ништо? како можев да кажам, кога и мене ми беше тешко да ја прифатам вистината? Се плашев да не го одбијам, Баран. Добро за Баран, но зошто не ни кажа ништо на нас? Мамо, помина толку време. Секогаш баравме никакви изговори за твоето отсуство, секогаш што обвинувавме тебе. Сите во конакот намерно не ни кажуваа ништо кога прашувавме каде си. Си имала причина. Требаше да ни ја кажеш. Ке ви кажев. Тоа беше причината поради која ве викнав сите во конакот. Но се случи несреќата. И потоа бе во болница. Се сеќаваш дека Баран беше крај мене кога дојдовте во болницата, нели? Се сеќавам. Тогаш ти раскажавме што се случи. За Кендал, за Фатих. И потоа дојде Кендал. И немав сила да ви кажам кога влезе Кендал. Што значи тоа, мама? Вети ми дека ќе остане меѓу нас. Ветувам. Кендал ми кажа. Ако му кажам на Баран дека ми е син, Тој ќе ја пријави Ада во полиција. не разбирам зошто Кендал ви помогнал. Што барал Кендал воопшто таму? И зошто братот на Озлем би имал проблеми со вас? Каде е сестра ти? Каде е сестра ти? Не знам. Всушност се е толку чудно кога ќе помислам. Да речеме зошто и каде сакаше да не однесе тој човек. Потоа пиштолот. Може и вака. Каде го снима пиштолот? Навистина ли имаше пиштол? Сигурна ли си? Мамо, сигурна сум. Ти се колнам дека имаше. Но Кендал рече дека од страв сме го измислиле. Како можевте на Кендал да му верувате? Мамо, не бевме во ситуација да размислуваме, бевме во шок. Размислувам, но не можам да разберам. Помислувам дека Кендал го направил тоа, ама не го направил. Го убила со чеканот. Мамо, за да ме заштити, мене го направи тоа. Знам, Керко, но не е доволно што јас знам. Да, но Кендал ни каже дека ни помогнал за тоа што сме Шамверди. Ама вие сепак сте ми внуки. Носите моje презиме. После тоа дошол и те уценил. Мамо, какви се тие луѓе? Што ли планира тој човек? Добро, што ќе правиме сега? Како ќе се извлечеме? Не можам да сватам. Не можам да сватам. Денис бил жив. Мислам Баран. Баран е наш роден брат, мамо. Како да молчам? Како да го гледам Баран во очи и да молчам? Не го барај тоа од мене, те молам. Верувај ми, и мене ми е многу тешко. Ама мораме. Мораме поради Ада. Барем додека не сватиме што се случува. Знам дека ова што го правиме не е исправно, но ни треба време. Земав некои работи.
Ти убаво зборуваш, но во таа куќа веќе никој не те слуша, Кендал ага. Зошто јас да те слушам? Ада, застани. Од полиција ли бегаш ти? Слушај ме, кафулето е расфрлано, на подот имаше крв. Изби некаква тепачка или што се случило? Ке те чекам кај рушевините. Ке дојдеш ли? Милека, ова е мојата последна желба. Програми што